Нова брза пруга и автопати во Србија, нови автопати и во Албанија и Косово. Во Турција е отворен најдолгиот висечки мост во светот. Кај нас пак изградени се две нови патарини. Регионот светлосни години пред Македонија, додека во државава се останува само на неисполнети ветувања. Другите секојдневно се фалат со остварените капитални проекти. Најблизок пример кој можеме да го видиме е Србија, каде пред 2 дена официјално во употреба беше пуштена брзата пруга од Белград до Нови Сад, каде возовите ќе се движат со брзина до 200 км на час. Danas je veliki dan za Srbiju i čini mi se da niko u ovom vozu svoje emocije ne može da sakrije. Veliki dan za sve naše građane, jer uspeli smo da povežemo dva naša najveća grada. Uspeli smo Srbiju da postavimo visoko na lestvici najnaprednijih i najmodernijih zemalja sa ovakvom železnicom, sa ovakvim vozovima. I to je uspeh koji su postigli građani Srbije. I zato je za nas još važnije nego ikada. Во однос на Македонија, во Србија состојбата е многу подобра кога се во прашање автопатиштата. Доколку тргнеме од нашата земја кон Унгарија или Хрватска, цела Србија ќе ја минеме по автопат. Пред неколку месеци српскиот претседател Александар Вучич се пофали дека откако неговата партија на власт биле изградени повеќе од 350 километри автопати, а во моментов се граделе уште 370, а во фаза на припрема биле и дополнителни 300. Многу подобри од нас во овој сегмент се и Косово, каде се изградени автопатите Арбен Джафери и Ибрахим Ругова, едниот од Приштина до Македонија, другиот од главниот град на оваа држава до Албанија. На крајот на ноември минатата година со Зурли Тапани Албанија отвори нов автопат, кој го доби името патот на Арбар, а ја поврзува Тирана со Македонија. Гради и власта во Македонија поточно изгради две патарини на автопатот Миладиновци Штип, со кои граѓаните само за патарини платят 160 денари за 75 километри возење. Слично како во Албанија и во Македонија имаше Зурли и Тапани за отворање на автопатот Демир Капија Смоквица, кој актуелната власт го наследи изграден од претходната. Власта на СДСМ во својата програма во 2016 година вети дека во Македонија ќе биле изградени 600 километри автопатишта, но и по 5 години власт засега не видовме ниту еден нов километар.